Верувам дека ќе биде испочитуван планираниот рок за завршување со градба на подрачното основно училиште Димитар Поп Ѓоргиев Беровски во населбата Хром, оцени премиерот Емил Димитриев по денешниот увид во градежните активности за изградба на училиштето, заедно со заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски и градоначалникот на општина Ѓорче Петров Сокол Митровски. Од она што можев да го видам, планираниот рок за завршување со градба на ово училиште крај на јули, верувам дека ќе биде испочитуван. Значи се работи за градба на ново училиште кое што е во вредност близу 30 милиона денари или пола милион евра на крупна инвестиција која што пред се е на барање на жителите од оваа населба, од населбата Хром и од жителите на општина Ѓорче Петров, и верувам дека ќе значи нов квалитет за живење и од аспект на урбано средување на просторот и од аспект на овозможување на зашколување на идните генерации од оваа населба. Димитриев посочи дека е при крај планот за реконструкција и градба на училишта за оваа година. Покрај ово училиште оваа година градиме ново училиште и во општина Кисела Вода, тоа е основното училиште Невена Ѓорѓиева Дуња, и паралелно со тоа реконструираме околу 60 училишта, значи планот е скоро 2/3 исполнет за оваа година, значи реконструкција на 60 училишта и градба на 2 нови училишта за 2016. Значи со оваа година вкупно во изминатиот период од 10 години се изградени нови 74 училишта во Република Македонија, а се реконструирани околу 410 училишта, што значи една огромна инвестиција во делот на основното и средното образование. Вкупната сума на средства кои што се потрошени за градба е околу 50 милиони евра. Ќе се согласите дека тоа е една значајна сума која што е издвоена за помош на општините, помош на градежништвото, ангажирање на работна сила која што работела на градба на овие училишта и се разбира повисоко ниво на услови за одбивање на образовниот процес во Република Македонија. Вети дека и во иднина владата ќе продолжи да го поддржува основното, средното и високото образование, бидејќи, како што рече, клучна цел им е да има високо квалитетно образование кое ќе ги направи македонските млади луѓе компатибилни со генерациите од останатите земји. Заменик министерот Ристовски истакна дека во иднина се планира подрачното училиште во Хром од 5-летка да прерасне во 9-летка, заради силниот интензитет на градба на стамбени згради во оваа населба. Беше побарано од местното население да се обезбеди овде најпрво 5-летка, меѓутоа како што одминуваат годините, се потврди нивното барање за ова училиште да прерасне, подрачно училиште да прерасне во 9-летка. По завршувањето на оваа фаза, значи по комплетирањето и завршувањето и оспособувањето на 5-летката на подрачното училиште на Димитрија Поп Ѓорѓиев Беровски во Хром, ќе продолжиме со следната фаза, односно незино комплетирање и на еден начин за окружување со 9-летка, во која што сите ученици кои што во моментов следат настава во ова училиште ќе може да ја продолжат својата настава и да го заокружат целиот процес на основно образование во рамки на постојново училиште. Со инвестицијата од 27,5 милиони денари се реализира објект на површина од 600 метри квадратни, со што двојно се зголемува капацитетот и наместо 130 во училиштето настава ќе може да следат 260 ученици. Наставата во училиштето од септември треба да ја продолжат 129 ученици, кои годинава ја завршија во Централното основно училиште Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски во Ѓорче Петров, како и 40 деца кои се запишани во прво оделение. Во 2013 година, на барање на жителите на Хром во подрачното основно училиште, беше преадаптиран простор во кој порано беа сместени дел од Дирекцијата за заштита и спасување. Лани почна темелна реконструкција на постојниот дел и доградба на нов, со што двојно се зголеми капацитетот на училиштето.